оваа градба е за македонските граѓани. Тие ќе ја користат. Ова не е политичка градба, нема никој од политичарите да ја стави во джеп и да си ја носи дома. Граѓаните се тие кои што ќе го користат сето ова. И меѓу другото, еве да им се заблагодарам и на опозицијските сега партии, кои што додека беа власт, во рок од 7 години не успеа да ја завршат, па мораше оваа влада, предводена од коалицијата Твоја Македонија, ВМРО ДПМН, во која што составен дел се коалицијата Вреди и политичката партија Знам, ја завршија и нека ни ја ирлија и со среќа да си ја користат граѓаните. Ке продолжиме и понатаму да ги развиваме проектите. Тоа е многу значајно за нас, бидејќи ние сме земја која што во суштина нема излез на море, не изобилува со некои ресурси како што е нафта и газ, и тоа во одредена смисла на зборот представува некаков си недостаток. Но она кое што ние го имаме, другите балкански земји го немаат, а тоа е дека ние сме природна раскрсница на многу важни два паневропски коридори. Тоа се коридорот 8 и коридорот 10. Годината ја започнавме со пуштање во употреба на еден ваков преубав експресен пат, кој што ги поврзува градовите Куманово и Крива Паланка, односно од местото Чатал преку Длабочица до Крива Паланка или од местото Страцин, попознато за оние кои што патуваат кон нашиот источен сосед Бугарија. И сега го пуштаме овој пат преубав од Градско, Дреново, Фариш, кој што е дел од коридорот 10, во суштина од сечката 10D, а за неколку дена од денес ќе го пуштиме првиот дел од пругата, која што треба да го кон Бугарија, која што треба да го поврзе Куманово со Белјаковци. И ова се три проекта кои што треба да го одбележат почетокот на оваа година, кои што многу лесно можеше да бидат споменици на едно лошо време, кое што сите се трудиме да остане во заборав. Продолжуваме и понатаму, не застануваме тука. Договорени сме со јавното претпријатие Државни патишта да продолжи проектирањето на делот до Прилеп, преку Плетвар, оној дел кој што треба да се прошири, да се надгради, а истовремено со несмалена динамика продолжува, не започнува, таа е започната, но продолжува изградбата на автопатот од Прилеп до Битола и очекуваме и таа одсечка автопатска да биде час поскоро завршена. И се обидуваме да најдеме начин како да обезбедиме средства да ја завршиме обиколницата околу Битола до граничниот премин Меджитлија, со што на еден брз начин би се користела и оваа одсечка од коридорот 10 или одсечката 10D